Нов светски поредок. Британската неотеозофка и окултистка Алиса Бейли е една од основачите на така нареченото движење New Age или нов светски поредок. Ја прорече во 1940 година вообичаената тема за новиот светски поредок е дека елитата на таинствените сили со глобалистичка агенда заговара на крајот да владее со светот преку авторитарна едносветска влада, која ќе ги замени суверените национални државни и сеопфатни пропаганди, чија идеологија го поздравува воспоставувањето на новиот светски поредок како кулминација на напредокот на историјата. Затоа се тврди дека многу влијателни историски и современи фигури се дел од кабала која оперира преку многу фронт организации за диригирање значајни политички и финансиски настани, кои се движат од предизвикување системски кризи до протуркување контраверзни политики и на национално и меѓународно ниво, како чекори во тековниот заговор за постигнување на светска доминација. Пред почетокот на 90-тите години, конспирацизмот на новиот светски поредок беше ограничен на две американски контракултури. Првенствено милитантната антивладина десница и второ делот на фундаменталистичкото христијанство, што се занимава со појавата на антихристот во последното време. Скептиците како Майкл Баркун и Чип Берлет забележале дека десничарските популистички теории за новиот светски поредок не само што биле прифатени од многу трагачи по стигматизираното знаење, туку и навлегле во популарната култура. На тој начин и инаугурирајќи период во текот на 20-тиот и почетокот на 21-виот век, Соединетите држави, каде луѓето активно се подготвуваат за апокалиптични милениарни сценарија, тие политиколози се загрижени дека масовната хистерија околу новиот светски поредок, на кој крајот би можел да има разорни ефекти врз светскиот политички живот, почнувајќи од ескалација на тероризмот до доаѓање на власт на авторитарни ултранационалистички демагози. Во текот на 20-тиот век, политичките личности како Вудро Вилсон и Винстон Черчил го користеа терминот под наводници нов светски поредок за да се однесуваат на новиот период од историјата која се карактеризира со драматична промена во светската политичка мисла и во глобалната рамнотежа на силите по Првата и Втората светска војна. На двете светски војни и по Втората светска војна периодот се гледа како можности за спроведување идеалистички предлози за глобално управување со колективни напори на проблемите во светот кои одат надвор од капацитетот на одделни држави и нации за да се расшири, а сепак да се почитува правото на нациите и на самоопределувањето. Ваквите колективни иницијативи се манифестираа во формирање на меѓувладини организации како Лигата на народите во 1920 година, Обединетите нации во 1945, Организација на Северноатлантскиот договор НАТО 1949 заедно со меѓународните режими како што се системот Бретон Вудс и општата спогодба за царини и трговија ГТТ имплементирана за да се одржи кооперативна рамнотежа на моќ и да се олесни помирувањето меѓу нациите за да се спречат изгледите за нов глобален конфликт. За време на Втората светска војна и секуларните и христијанските десни американски агитатори во голема мера под влијание на работата на канаѓанецот Вилијам Гај Кар се повеќе ги прифаќаа и ширеа сомнителните стравови од масоните, илуминатите и евреите, како движечки сили за меѓународниот комунистички заговор, заканат од безбожниот комунизам во форма на атеистичка бирократска колективистичка светска влада, демонизирана како црвена закара, стана фокус на апокалиптичниот милениумски конспирацизам. Прашањето да дојде до
да дојде да обликува една од основните идеи на политичките десници во Соединетите држави, а тоа е дека либералите и прогресивците со нивните политики на социјална држава и програми за меѓународна соработка, како што е странска помош, наводно придонесуваат за постепен процес на глобалното колективизирано и неизбежно доведување до замена на нациите со комунистичка, колективистичка и едносветска влада. Џејмс Варбург, појавувајќи се пред Комитетот за надворешни односи на Сенатот во САД во 1950 година, со неговата позната изјава кажа дека ќе имаме светска влада, без разлика дали ни се допаѓа или не. Прашањето е само дали светската влада ќе се постигне со согласност или со војување. Еве кои се едни од главните спроведувачи на новиот светски поредок. Масоните. Под еден, масонирината е една од најстарите секуларни британски организации во светот и настанала во Британија од крајот на 16-тиот и почетокот на 17-тиот век. Со текот на годините неколку обвинувања и теории беа насочени кон масонството, вклучувајќи го тврдењето дека масоните имаат скриена политичка агенда и се заговараат да донесат нов светски поредок, светска влада организирана според масонските принципи или управувана од масони. На езотерични и езотеричната природа на масонската символика и обреди доведе до масоното и масоните прво беа обвинети дека тајно практикуваат сатанизам. Оригинте францускиот писател Лео Таксил напишал серија брошури и книги кои го осудуваат масонството и како го обожаваат Луцифер како врховно суштество и голем архитект на универзумот. Под 2. Илуминати. Илуминатите се создадени од Адам Вајшаупт, основач со потекло баварско либерално и секуларно тајно друштво од 18 век. Редот на илуминатите беше тајно друштво од просветителство основано од универзитетскиот професор Адам Вајшаупт на 1 мај 1776 година во Горна Баварија, Германија. Движењето се состоеше на почетокот од поборници за слободна мисла, секуларизам, либерализам, републикализам и родова еднаквост, кои се обидува да го научат рационализмот преку мистериозни науки. Реакционерите и теоретичарите, како што се шкотскиот физичар Џон Робинс и францускиот језуит свештеник Аугустин Барел, почнаа да шпекулираат дека илуминатите станале организатори на владење на теророт. Илуминатите беа обвинети дека се субверзии кои се обидуваат тајно да оркестрираат револуционерен бран во Европа и остатокот од светот, за да ги шират најрадикалните идеи и движења на просветителството. Антиклерикализам, антимонарханизам, антипатриархализмот и да се создаде светска новократија и култ на разумот. Стравот од илуминатите беше вистинска грижа на европските владеачки класи. Не само што го популяризираа митот за илуминатите, туку тврдеа дека тоа е субверзивно тајно друштво кое им служи на еврејските елити, кои наводно ги поддржувале и финансиски капитализмот и советскиот комунизам, со цел да се подели и да владее со светот. Десничарските популисти, како што се членовите на друштвото Џон Бирч, потоа почнаа да шпекулираат дека некои колегиумски братства, како Череп и Коски, господа на клубовите Боемски клуб и think tank организации како Советот за надворешни односи, Трилатералната комисија и на американската горна класа се предни организации на илуминатите, кои тие ги обвинуваат дека планираат да создадат нов светски
поредок преку една светска влада на чело како нив лидер Антихристот. Од крајот на 70-тите почнаа теориите и за вонземјаните од други планети погодни за живот или паралелни димензии како што се мали сиви или познати како грејси и меѓуземните од шуплива земја како што се рептилите беа вклучени за новиот светски поредок во повеќе или помалку доминантни улоги. Заедничката тема е дека вонземјаните се меѓу нас со децении, векови или милениум. Сепак, владиното прикривање спроведено од луѓе во црно ја заштити јавноста од сознанието за тајната инвазија на вонземјани. Мотивирани од спесизмот, империализмот, овие вонземјани тајно манипулираат со случувањата и промените во човечкото општество за поефикасно да ги контролираат и искористат човечките суштества. Во некои теории, инфилтраторите на вонземјани се смениле во човечки облик и слободно се движат низ човечкото општество, дури и до степен да ја преземат контролата на командни позиции во владините, корпоративни и верски институции и сега се во завршна фаза од нивниот план да го преземат светот. Една митска тајна владина агенција на Соединетите Американски држави со кодно име Majestic 12 често се замислува дека е владата во сенка која соработува со окупацијата на вонземјаните и дозволува киднапирање на земјани во замена за помош во развојот на тестирањето на воените и летечките чинии во областа 51 во Америка, со цел вооружените сили на Соединетите држави да постигне доминација со целосен спектар. Скептиците кои се придржуваат до психосоцијалната хипотеза за неидентификувани летачки објекти тврдат дека конвергенцијата за теорија за новиот светски поредок и теорија за НЛО е широко распространета. Теоретичарите генерално шпекулираат дека новиот светски поредок се спроведува постепено. Американските десничарски популистички теоретичари, особено оние кои се приклучија на малцинското движење во Соединетите држави, шпекулираат дека новиот светски поредок ќе биде спроведен преку драматичен државен удар од страна на таен тим, користејќи црни хеликоптери во Америка. И нивна практика на новиот светски поредок како главна религија им е окултизм. Заговор на Кристијан, прво почнувајќи со британскиот ревизионистички историчен Неста Хелен Вебстер, верува дека е древна и се древни окултни на конспирација. Тоа значи започна од страна на првите мистиго-гоусес на гностицизмот и овековечен од страна на нивните наводни езотерични наследници, розенкројцери, масони и во крајна линија илуминатите, кои се обидуваат да ги уништат и јудео-христијанските основи на западниот свет, да го спроведат новиот светски поредок преку една светска религија која ги подготвуваат масоните да го прифатат царскиот култ на Антихристот. Пошироко тие шпекулираат дека глобалистите кои заговараат во име на новиот светски поредок се раководени од некој вид окултни агенции, непознати, претпоставени духовни хиерархии, демони, паднати ангели или Луцифер. Тие веруваат дека овие заговорници ја користат моќта на окултните науки, нумерологија, символите, како на пример окото на промислата, ритуалите, масонските степени, спомениците, ознаките на Националниот трговски центар и зградите и законодавната зграда во Манитоба и објектот на меѓународниот аеродром во Денвер, за да го напредат нивниот заговор за владење со светот. Друга цел им е контрола на населението. Теоретичарите веруваат дека новиот светски поредок ќе се спроведе и преку контрола на човечката популација за полесно да се следи и контролира движењето на поединците. Средствата се движат од запирање на растот на човечките општества преку програми за репродуктивно здравје и планирање на семејство,
кои промовираат абстиненција, контрацепција и абортус, што е се спротивно на Господ, или намерно намалување на најголемиот дел од светската популација преку геноцид со поттикнување на непотребни војни преку чуми со инженерински војни, како на пример вируси и вакцини, завалкање и преку еколошки катастрофи со контролирање на времето со харп системот. И така натаму, теоретичарите тврдат дека глобалистите кои заговараат во име на новиот светски поредок се неомалтузијанци кои се вклучени во пренаселеност и алармизам за климатска промена за да создадат јавна поддршка за принудна контрола на населението и крајот на светската влада. Агендата 21 на Обединетите нации е осудена како повторно концентрирање на луѓето во урбаните средини и депопулација на руралните средини, дури и генерирање на дистопски роман, како што е од Глен Бек, каде домовите за едно семејство се далечно сеќавање. Втората цел им е контрола на умот. Социјалните критичари ги обвинуваат владите и корпорациите и масовните медиуми дека се вклучени во производство на национален консензус и парадоксално и против културата. Со страв на потенцијалот за зголемена социјална контрола што населението со недоверба и заемно плашење може да им го понуди на оние што се на власт. Сепак најлошиот страв кај некои теоретичари е дека новиот светски поредок ќе се спроведе преку употреба на контрола на умот, широк опсег на тактики кои може да ја уништат контролата на поединецот врз сопственото размислување, однесување, емоции или одлуки. Се вели дека овие тактики вклучуваат се од перење на мозокот во стил на манџурски кандидат агент за спиење, како проектот МК Ултра, проектот Монарк и за инженерински психолошки операции на вода, сублимирано рекламирање, спектар на тивок звук, како што е проектот Медуза, или парапсихолошки операции како проектот Старгейт, за да се влијае на масата луѓе. Концептот на носење капа од лимена фолија за заштита од такви закани стана популарен стереотип и термин за подсмев. Фразата служи како збор за параноја.